Гоце Кебаковски од Прилепското Кадино село е само еден од повеќето тутунопроизводители кои што за оваа реколта најавуваат зголемување на површините и производството на тутун. Годинава заедно со субвенциите 1 килограм тутун се плаќаше по околу 500 денари, што е една од главните причини за повторно зголемениот интерес за тутунот. Ланска година имав 3 декари посадено само тутун. Годинава ќе го зголемам производството на 15 декари, едно 5 пати повеќе и планирам принос околу 3 тони. Мислам, тутунот е моментално најисплатлив од сите земјоделски гранки што ги работиме и затоа решив годинава да инвестирам во тутун. Сите млади претежно се преориентираат моментално на тутун. Оние кои работат претежно земјоделие. И од Сојузот на тутунски здруженија потврдуваат дека е зголемено тутунопроизводството за разлика од лани. Минатата година имало засадено 13.700 хектари, а годинава пријавени површини биле 14.300 хектари. Лани имало 27.000 договори, а годинава 33.000 договори. За зголемено е производството пред се ради бенефито, економскиот бенефит, ради тоа што како култура тутунов во моментов е најисплатлива и сите земјоделци, поготово ова помладата популација која останува да се занимава со земјоделие, се е преориентира на тутунов. Ради тоа што тој е и сигурно откупен и добро платен. Македонија после Турција во моментов е втора во светот по производство на ароматичен тутун. Моментално светските потреби за ваков тутун за производство на цигари се околу 130 милиони килограми, а се произведуваат само околу 100 милиони. Тука Македонија во иднина може да ја гледа шансата за надополнување на овој светски дефицит. За Сител Дарко Штарговски.